Академијата континуирано работи на унапредување на квалитетот на обуките на база на спроведените евалуации од самите обуки, како и на база на подготвените предлог теми од страна на Судскиот совет, Советот на јавни обвинители, суди, јавни обвинители, како и невладини организации. Исто така, Академијата ги адресира потребите за организирање на обуки утврдени и во самата стратегија за реформа на правосудниот сектор и акцијскиот план. За потребите на овој проект спроведовме анкета со слушателите на почетна обука, учесниците на континуирана обука во Академијата и предавачите во Академијата. Ваквата анкета беше спроведена во соработка со Академијата за суди и јавни обвинители. Согласно резултатите од анкетата со слушателите на почетна обука, 47% од слушателите сметаат дека времетраењето на почетната обука е долго. Најголем дел од слушателите сметаат дека времетраењето на практичниот дел од обуката е доволно за стекнување на практични вештини како судии и јавни обвинители. 77% од испитаните слушатели се делумно и во голема мера задоволни од предавањата на теоретската обука, односно поточно се највеќе делумно задоволни со квалитетот на самите предавања, како и квалитетот на предавачите. Дел од слушателите на почетната обука дадоа и конкретни препораки во насока на унапредување на обуките во делот на теоретската настава. Ова беше, препораките беа во насока на повеќе пракса, повеќе практични примери, симулација на судења, како и намалување на бројот на часови на неправните предмети. Отстранување на барање на странски јазик, согласно анкетата го бараат предавачите, како критериуми кои треба да ги исполнуваат предавачите, а и тоа се покажа како недостаток, бидејќи знаат странски јазик, тоа се покажа како недостаток, бидејќи тој критериум на некој начин ги сврли многу квалитетни предавачи и се намали бројот на предавачи по новиот закон, за разлика од тоа што беше по стариот. Квалитетен предавач е некој што не познава странски јазик? Според мене лично. Според мене лично. Предавач што не знае англиски јазик. Кој е вашиот став? Мојот став во Академијата, каде што беа фалсификувани дипломи за познавање странски јазик, а не е покрај испита? Да. Се извинувам, ова за квалитетна предавачи. Значи, ова се мислење на предавачи, значи ова се две работи. Значи, ова се мисли... Да. Следните измени на Законот за Академија, бидејќи токму фалсификатите се покажа како проблем, и тоа го предложивме и ние, дека да, треба да знаат идните судија англиски јазик, бидејќи морат, како ќе ги читат пресудите на Европскиот суд за човекови права, мора да знаат, меѓутоа, квалитетни кадри не мора да значи дека јас сметам дека треба предавачите, сега конкретно кога прашувате за предавачите, треба да знаат англиски јазик според мене, особено они кои предаваат во однос на пресудите на Европскиот суд за човекови права, образложение на пресудите и така натаму.